Конкретно во куќа со луѓе апсолутно нема никаков проблем, но ние го пазиме многу од контакт со други куќиња, затоа што буквално знае да си ја изврши неговата работа за која што е обучувано, тренирано и работено со него. Често луѓето кои што чуваат куќиња знаат и да ги напуштат. Дали намерно затоа што куќето можеби не било успешно во определена борба, дали куќето па само избегало. Ретко ќе идете на институција која ќе го препознае мачењето на животни и ќе отвори постапка. Кога зборуваме за борбите со куќиња, станува збор за еклатантен пример на кривично дело. Навистина сериозни действија кои не можеме да ги подвргнеме под прекршечно действие. Само за пример, за истото дело мачење на животни, ако кај нас казните се од 200 до 300 евра, во соседна Грција се од 30 до 50.000 евра. Овие куќиња не се за таа намена ние да се докажуваме колку е појак преку јачината на куќињата, туку навистина овие се одлични домашни љубимци кои што знаат толку многу да вратат љубов, да навистина нема зашто да ги ставаме во таква неповолна позиција.